фирма во Делчево, бројме 200 луѓе, значи мора да обрнеме доста внимание на мерките за безбедност и здравје на работа. Вака, нашата фирма се состои од, како да кажем, 3 члена. Јас сум како извршен, односно јас сум водам работа со помош на имаме договор склучено со лице кое е овластен и е стручен во областта на БЗР и имаме правник кој си ги прави правните аспекти си ги води, значи законските акти, документи, архивирање, праќање. Тоа е во врска со колку членови број, значи како работиме, сите работиме во корелација, како функционира? Тоа функционира уште на почеток. Уште пред да биде осигурен вработениот. Значи ние го праќаме најпрвин, како да кажам, сега ќе ви обяснам постапките барем првите, после натака си оди се по законски поред. Уште на почетокот оди на преглед, значи ние се тоа утврдуваме дека ќе биде, значи нашиот вработен е здрав, че може да работи. Тоа е првин, после доаѓа тука, му се дава потребната опрема. Имаме направено за секој работно место проценка на ризик, кој е законски. И по таа проценка на ризик ние знаеме на кој вработен каква опрема да додели. Значи тој доаѓа тука, му даваме опрема и почва да работи. Одма веќе наредниот ден, сигурно да првите 2-3 дена го правиме тоа, се прави обука на истиот вработен за работата на машината, за познавањето на проблемите, ризиците кои може да се сретне во работата. Тоа го прави исто така стручното лице, со кое е склучен договор. Имате проблем со работниците во смисла да не сака да носат заштитната опрема? Не. Тоа, значи, имаше на почетокот, сега веќе тоа не се случува. И како надминавте тој проблем? Тоа си е проследено законски, но се има инспектори, на секој вработен му се дава реверс, односно ја задолжува опремата и наредба. Значи, со тоа тој веќе не може да, ако ќе рече не сакам да носам опремата, да не носи, тоа е законски обврзан опремата да носи. По проценки на ризик, пошто сме дрвна индустрија, има доста прашина, треба луѓето да носат маски, заштитни маски. Ние имаме централна вентилација, кај нас внатре во поболите, да кажем како аптека. Буквално има некои 2-3 машини кои многу тешко може да се скроти ваква прашината, но и таму гледаме да направиме нешто да нема прашина. Што тоа е плюс за работниците. Имаме лакирница каде што лакираме елементи, ние производиме дрвени столици, дрвени елементи за столици. Значи имаме со активен јаглен маски само за да се заштити работникот. И на тоа се обеќе внимание. Јас се занимавам, јас ги порачувам тие маски, јас ги порачувам тие ракавици по норма, имат ракавиците норма за сечење, норма за триење, норма за тврдост. Со тоа се ние тоа го даваме на работниците, со тоа повеќе заштитени. Знаеме, дрвната индустрија има доста машини, може да настанат многу проблеми, како што кажа преска дека има многу доработки и поправки на производите, затоа има и повеќе ризици, но со таква опрема и со секојдневно укажување на работниците како да работат, како на што да внимаваат, тие работи гледаме да ги потргнеме на најниско ниво. Кои беа целите за 2018 од БЗР? И дали ги се исполнети? Вака, имаме направено, следиме колку денови имаме без повреда. Истото тоа го прават и во некои други компании во Македонија. Моментално мислам дека има 276 денови без повреда. Не, мислам тоа е сигурна бројка. 276, 275 можда. Толку имаме без повреда, значи лице без повреда, што е за некој и успех за нас таа година. Тоа ни е најбитно. Другото, опремата, трендовите, тоа се следува укажување на секојдневни бележењето, кој како да се движи, како да се помагаат, како да си олеснат. Некои работници, да кажеме, слободно ќе кажем, тоа сака да си олесни, но со тоа го зголемува ризикот за работа. И мораме секојдневно да бидеме будни за тоа да не се случува. Колку е важен БЗР секторот во компанија од индустрија кој што е вашата? Ние сме дрвна индустрија. Не само за нашата компанија, за сите компании и во цела Македонија и во светот, БЗР тоа е едно од најважните акти, пошто кој сака да биде повреден? Никој не сака да биде повреден, најмалку па сака и газата некој вработен да има повреден. Така да има голема важност, како што кажам, не само кај нас и во другите компании. Ние сме дрвна индустрија, има доста работи кои еден производ изискува да се направат, а со тоа има и доста ризици кои може да се случат при работата. Значи има доста поправки, доправки и тоа.
Дали следите трендови во безбедност и здравје при работа? Трендови во безбедност и здравје при работа Еве конкретно за вашата индустрија во оваа област. има постојано сме посетени од инспекции. Тоа морам да го кажем. И не доаѓаат само со цел да не казнат или да бидеме ние казнати, туку доаѓаат да ни укажат на тие нови закони, трендови во Македонија. Постојано секој ден има некои нови регулативи, некои нови правилници кои овластените компании со кои ние соработуваме со можда 5-6, доаѓаат тука и ни ги укажуваат. Така да сакам да кажем и да не следиме трендови, ние постојано сме во нешто ново се изискува, нешто ново цело време правиме, работиме. Надбор од тие законски рамки, дали спроведувате нешто плюс за заштита на вработените? За заштита на вработените надбор од законските акти така, што е пропишано со стандард во земјата. Тоа што се прави во соседните земји. Трендови следиме од типот на ако има некои нови, да кажеме, маски, нови ракавици со некои нови норми, појаки, трендови веќе во технологијата на тие средства кои се користат за безбедност и здравје при работа. Инаку укажуваме секојдневно на вработените, нашите, како да кажам, шефови, што се менаџери, укажуваат секој ден на вработените на што да внимаваат, каде да се движат, како да одлажат некоја палета, да кажеме. Значи, се прават најразлични секојдневни мерки кои ние тука си лепиме најразлични лепенки, знаци за предпазливост. Еве, после баш што направивме, ставивме на вилушкарите ротациони светла. Значи, некој кој е внатре, веќе има нешто светлачко, му кажува дека има да се внимава, дека нешто се приближува кон него. Тоа е нешто што не е законски, да кажеме, пропишано, ние го правиме тука во фирмата. И така уште куп работи кои сега точно не може да се. Добро, генерално сметате дека работниците во Македонија се заштитени? Или дека треба уште да се работи на... Ќе кажам во нашата фирма дека се заштитени, дека на тоа се обраќа многу внимание. Во другите компании што имам разговарано со други менаџери или лица од областа на БЗР, значи тука конкретно еве ќе кажам за рудникот, таму се заштитени ефтен, пошто имам разговарано со луѓе од таму, можам да кажам, рудникот САСА. За други компании, не знам, за Западна Македонија, не знам колку се заштитени.